Министерот дојде, не сослуша и си отиде. Значи, постојано комуникацијата ни е еднострана. Немаме, диалог. Имаме монолог. Ние збориме, бараме одговори, меѓутоа назад ништо не добиваме повратна информација. Кратењето на средствата и намалувањето на обемот на овие услуги, вклучително и на ХИВ тестирањето кое што е таргетирано, имено ќе придонесе за тоа помал број на лица да бидат диагностицирани, што ќе се одрази на нивното здравје и повеќе луѓе ќе завршат со смртен исход, но исто така ќе се одрази и врз текот на самата епидемија. Тоа ќе значи кратење на обемот на услугите, кратење на фреквенцијата на услугите и секако кратење на квалитетот. Значи, ние секако го аплициравме за да можеме да влеземе во тој буџет што Министерството замислило дека е домакинско трошење и рационализација, ние моравме да скратиме и дел од опремата, колку и да се трудиме, и дел од човечките ресурси. Но податоците од терен, од епидемиолошкото следење и од математички моделирања во однос на епидемијата на ХИВ ни покажува дека земјата стои во место, односно знаеме дека годишно во изминатите 5 години се диагностицираат во просек 46 случаи годишно. Колку сме како народ ние здрави, и ментално, и физички, и работоспособни, колку допринесуваме во економијата, колку го товариме системот, здравствениот систем, кога се јавуваме за здравствена услуга, дали порано или покасно, што порано толку поевтино. Инаку се вели дека бројчано, да претворам, да конвертирам, 1 денар потрошен на превентива е 7 денари во куратива, во лекување. За жал, постапките кои што ги прави клучното министерство, кое што наводно верува во овој принцип и наратив, одат спротивно на тоа. Значи, тотално паушално, без некоја видлива методологија, која што ние се обидовме да направиме анализа на што се должи кратењето, затоа што одговор никаков не добивме. Меѓутоа не можевме да најдеме логичен одговор зошто и како е направено тоа кратење.